Подмладокот на ВМРО ДПМН уште попладнето беше собран во и пред партиското седиште, во поддршка на кандидатката Гордана Силјановска-Давкова. Буквално напушта досегашната политика, како да речем, криминогена политика, политика ретроградна, што не враќа во минатото и дава нешто што ќе не придвижи напред. Меѓу првите дојде, а и брзо замина Оливер Андонов, еднодневниот министер за внатрешни работи во техничката влада. Слаба излезност само. Нискиот одзив не го вознемири лидерот Христијан Мицкоски. Слушнав, зборувавте за бројки, имате веќе некои резултати? Што очекувате? Ќе почекате, извинете, ќе Каква почекате. излезноста, слаба? Задоволителна. Задоволителна. Пратеникот Антонио Милошовски, кој пристигна со колегата Трајко Велјановски, имаше своје објаснување за ниската излезност. Кога има двојни избори, интересот е поголем. Ние сугериравме на актуелната владеачка коалиција да направат председателски избори со предвремени парламентарни избори, но ниту за Заев, ниту за Ахмети тоа не беше прифатливо. Речиси паралелно со крајот на гласањето се појави кандидатката Силјановска-Давкова. Според неа, слаба излезност имало само во албанските средини, иако Блерим река бил одличен кандидат. И јас ги разбирам албанските гласачи, иако мислам дека имаше овој пат еден извонреден албански кандидат, каков што сме немале ние на изборите, и ерудит, елоквентен, граѓански ориентиран. И јас имам дилема зошто не препознаа во него човек кој нема да ги представува само албанците, туку граѓаните. Во пресцентарот, младите на ВМРО ДПМН не ги загрижуваше тоа што резултатот од ДИК постојано покажуваше дека Пендаровски е во благо водство. Но откако генералниот секретар Игор Јанушев констатираше дека ВМРО победува, пресцентарот се испразни, а славењето се префрли пред Белата палата. Главнат звезда беше Александар Трајковски, кој зеде боледување за да го посети пребеганиот екс-премиер во Будимпешта. Ако имаш можност уште еднаш да го посетиш Груевски, што ќе му пренесеш од вечерашната? Тоа не е тема сега вечерва. Вечерва има тема победи македонскиот народ. Македонија победи. А Груевски не е тема. Победи Македонија вечерва, тоа е тема. Падна режим, со Пенкаво ободивме хунта. Пресцентарот повторно се наполни за обраќањето на Силјановска-Давкова и Мицкоски. Убавите зборови за Блерим река продолжија и на пресот со уште поотворено кокетирање со неговите гласачи. Господинот Блерим река, повеќе од 70.000 гласови. Тоа не беше тешко да го разберат и поддржувачите на Силјановска-Давкова. ВМРО ДПМН е морален победник. Заедно со гласовите на господинот Река има водство преку 80.000 гласа. После ова све што се случи во Република Македонија, ова е очекуван резултат. Иако победнички расположени, поддржувачите не останаа да слават. Просторот пред партиското седиште брзо се испразни.